Парламентарните и претседателските избори беа конкурентни и слободни, но недоволно регулирани со празнени двосмислености и дискриминаторска реторика. Вака оценија наблюдувачите од ОПСЕ и ОДИХР, кои своите заклучоци ги донесоа на основа на неприменетите препораки од претходните наблюдувања, етничката и политичката поделба на кандидатите и големиот број на граѓани кои не го дадоа својот глас за претседател на државата. Иако предизборниот и самиот период на гласање беше стабилен, според нив, ваквите пракси ја загрозуваат правната сигурност и потребна е ревизија на резултатите. Изборите беа транспарентни и нашите наблюдувачи не забележаа некои големи нарушувања. Меѓутоа, морам да забележам дека во одредени области голем број на граѓани не учествува во гласањето за претседател. Избраниот претседател и сите политички партии треба да го решат ова прашање. Исто така забележавме дека одредени препораки од претходните наблюдувачки мисии се уште не се спроведени. Например, прашањето во врска со избирачкиот список. Предизборниот период и самиот ден на избори беше стабилен, меѓутоа има самите избори се врзнив се фрла сенка со дискриминаторска реторика во медиумите, етничка поделеност, политичка поделеност, исто така реторика чија цел е се малите етнички заедници. Ги потикнувам граѓаните на Северна Македонија да ги решат овие и да ги надменат овие поделби, промовирајќи го диалогот, разбирањето да негуваат посилно чувство на припадност и инклузивност меѓу сите етнички групи во Северна Македонија. Меѓународните наблюдувачи позитивно ја оценија процедурата на гласање во најголемиот дел од избирачките места. Сепак, во некои од нив забележено било групно и семејно гласање. Наблюдувањето беше спроведено во 1340 избирачки места, со распоредени 344 наблюдувачи од вкупно 42 држави.